Лабилноста на еден карактер се огледа кога и покрај осведочениот промискуитет за кога уверуваат дека ќе го искоренат како начин на општење. Срцето ќе им го дадат баш на оние кои што никогаш и никому не биле верни. И не е само тоа, туку и длабоко ќе се зацапаат во таа само вербално изопачена, ама практично возбудлива и конјунктурна релација. Судскиот совет и новата извршна власт се наоѓаат, би рекол, во една романтична љубовна врска. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Од една таква љубовна комбинација во која нема никакви брани и се може да биде дозволено. Нема да биде чудно доколку дојде до пород на кој пак ќе му се прогледува низ прсти, бидејќи е собствено чедо. Однапред се предупредува дека таа, ота, по се изгледа ќе си биде алиментирана затоа што и нема да биде третирана како ништо друго, освен како дете произлезено од службата. Оддалеку се гледа дека тоа е ќерка фирма на УВК или бебе на УВК. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Во таков случај уште од сега треба да се подготват мекици во владиниот млечен ресторан кој изгледа има огромна продуктивност и широк асортиман. Штом за пласман на пецивата подготвени од тамошната фурна, има идеја да се ангажира и служба за достава. Интересно е дека работна гардероба во иста боја носат и пекарите и лекарите, така што разликата не би била ниту многу воочлива. Дадов предлог на премиерот да стокне уште една друга позиција, што би било заменик премиер за носење бурек. И после таа позиција ќе му го дам на Дуи. И дај малку, опушти се. Шекерот би ја смирил напнатоста, па не е на одмет да се размисли за идејата, освен за бурек да се назначи вице-премиер и за носење сладки. Тогаш местото би било однапред безицирано. Само тој може да го заблажи горчливиот вкус на политиката. Ем го знае занаето темпо потреба со оглед на риториката која користи во последно време. Без проблем, сладкарскиот би можел да го замени со докторски мантил. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време, нови ветришта во Република Македонија, поубави времиња доаѓаат, немој толку да бидеш вознемирен и не дај Боже да завршиш на некакви лекарства. Лек кој ќе ја смири коалициската болка нема, па затоа можеби најдобро решение за оваа позиција е некое надворешно. Ако императив за функцијата се лесно подвижноста и потенцијалот одеднаш да се услужува на две локации, најреално би било тоа да го заземе една поранешна пратеничка. Тоа се подразбира поради транспортните трошоци би ја покачила цената на белите пецива, но со незиното превозно средство испораката би била навремена и со фискална, со која на граѓаните ем ке може да им се поврати ДДВ-то, ем бурекот. Возилото, многумина од нив го гледат како основно средство не само за нормално живење, туку и за стекнување на приходи за семејството. Полева Силванова, исто, каша гледате тука, така исто и она. Патарините што ги презентират претениците, тие некои од нив, не сите се разбира, ги добиваат или од своји пријатели, роднини или од таксисти. Знаеш што? Она Силванова. Колку да се трудите да ме представите како криминалец, светот да го преорате, нема да најдете ниту еден нечесен заработен денар од семејството Боневи. Лажеш, пази, стопири се врни со за. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. И на крајот, ако не па, има еден кандидат што баш и може да ги задоволи потребните критериуми. Без работа е, има Б категорија и собствено возило. Груевски, ваков каков што е сега, во овој момент, не е повеќе личност. Безсмртен е веќе. Брату мој, опушти се малку. Не е толку дека го величам, но во овој момент тоа е идеја. А идејата обстанува, идејата стои. Брату мој, опушти се малку, ова е ново време. Ништо. Изгледа го имаат пријавено на друг конкурс. Во оваа земја, времето на богови заврши. Луѓе нема. Луѓе треба.